Денеска сум повторно тука во Шуто Оризари, каде што се сретнавме со многу граѓани. Имавме одлична средба со пензионерите, каде што разговаравме за проектот обнова, да се разбира за зголемување на пензиите на сите пензионери. Они побара и доста работи што надлежна е локалната самоуправа, кој за жал ништо не прави за сите повозрастни воји. Затоа ги охрабривме после завршување и победата на овие избори на ВМРО ДПМН, продолжуваме да се гледаме со сите граѓани, исто така и со повозрастните лица, за да им дадеме сигурност и доверба дека и локалните проблеми ќе ги решаваме, бидејќи потоа следат и локални избори. Затоа ги охрабрувам сите повозрастни лица, сите потреби што они им се важни, да ни ја дадат сега довербата, а ние се разбира ќе продолжиме со малку трпна работа и во наредниот период. Исто така имав убава можност и да прошетам тука низ диканите, низ улиците, да разговарам со граѓаните кои навистина ни даваат се поголема поддршка. Убаво е да се слушне дека граѓаните сакаат да поддржат обновата на Македонија, од друга страна се навистина разочарани и гневни поради тоа што се лажени изминативе 3 години. Затоа ние ќе продолжиме со позитивна кампања, ќе продолжиме со еден куп проекти да им објаснуваме на граѓаните тука во Шуто Оризари зашто да не поддржат и зашто да гласаат за ВМРО. И на крај би сакал да упатам апели до сите граѓани во Шуто Оризари, до сите ромјани и сите останати да излезат и да гласаат. Независно ако некој ги оценува и од која било партија да го пријава тоа, да се чувствуваат удобно за дента на гласање, да излезат и да го дадат глас, да го дадат својот глас за онаа партија што они сакаат. Но најважно е да се гласа за ВМРО ДПМН, се разбира да на 15 јули за бројот 14. Благодарам.